Институтот за јавно здравје на Република Македонија им препорачува на граѓаните да се заштитат добро за време на летните горештини. На веб страницата на Институтот за јавно здравје се објавени препораки и совети за заштита. Тие препорачуваат од 10 до 17 часот, кога е најтоплиот период од денот, да се избегнува напорна физичка активност, вклучувајќи и спорт и рекреативни активности, да се консумира голема количина течност, да се внесува помало количество храна која не содржи многу маснотии и шеќер, да се носи светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце да се носат заштитни очила и капа и да се престојува во затворени климатизирани простории на температура од 23 до 25 степени. Во препораките се наведува дека при престој на отворен простор треба да се прават почести одмори под сенка, да се избегнува престој во целосно затворени возила и директен престој на сонце, да се избегнуваат алкохолни пијалоци и пијалоци кои содржат кофеин, како и екстремно ладни пијалоци. Хронично болните, посебно тие со срцеви, невролошки и белодробни болести, како што се наведува, потребно е да бидат посебно дисциплинирани во однос на овие препораки и редовно да ја земаат својата редовна терапија. За сите промени во здравствената состојба задолжително да го консултираат својот матичен лекар. Се препорачува при чувство на зашаметеност, слабост, вознемиреност или имате интензивна жет и главоболка, да се консумира вода, да се побара помош, да се оди на постудено место колку што е можно побрзо и да се измери телесната температура. Пред употреба задолжително треба да се мијат свежиот зеленчук и овошје и да се прави термичка преработка на храната и нејзина консумација веднаш по подготовката. Ако тоа не се направи, така подготвената храна да се стави во фрижидер на 4 степени, а пред употреба да се загрее на 100 степени. Треба да се избегнуваат производи кои термички не се обработени, а особено да се внимава со консумација на сладолед и разни кремови, се истакнува во препораките. Високите температури негативно влијаат на здравјето на луѓето, при што се влошува состојбата на тие кои страдаат од кардиоваскуларни болести, респираторни болести и ментални нарушувања. Можат да се јават и акутни ефекти како резултат на изложеност на високи температури, како што се сончаница, топлотен удар, топлотни грчеви, функционални нарушувања на централниот нервен систем.